Комисијата за уставни прашања со 10 гласови за, 5 против и без воздржани го усвои првиот нацрт амандман со кој зборот Република Македонија се заменува со зборовите Република Северна Македонија, освен во членот 36, каде што името има историски контекст. Опозицијската ВМРО ДПМН предложи со амандман да се обезбеди заштита на се она што значи менување на уставното име. Доколку веќе сте тргнале по менување на ова, да имаме заштита на со еден нацрт амандман на сето она што значи менување на уставното име. Знам дека ќе одговорите дека тоа ќе биде во уставниот закон и таму ќе биде предложено, меѓутоа размислувајте да можете да го заштитите уставното име. На крај македонскиот народ и македонскиот јазик останува во уставот и затоа не се менува и да заштитата да има за секој текст на нацрт амандман во самиот договор што кажува дека колку во соседната пријателска не се ниту договор, ниту протокол, тогаш може да Илија Димовски од ВМРО ДПМН е во расправата за вториот амандман со кој во преамбулата на Уставот одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од АСНОМ и се додава Охридскиот договор, рече дека има уште 3 историски документи кои треба да се вметнат во неа: правилата на Македонскиот востанички комитет на Македонското кресненско востание од 1878-та, Уставот на ТМОРО од 1896-та и Уставот од 1991 година. Ние имаме документи од АСНОМ кои што создаваат федерална македонска држава. Но првиот правен акт со кој што се конституира независна и самостојна македонска држава е Уставот од 1991 година, што сите предности и слабости кои што има тој. Премиерот Заев најави консултација со правни експерти, бидејќи според него нема ништо лошо во предлогот, особено ако придонесе за поголема поддршка.